Во Македонија нема надлежна институција да открие дали постои корупција во надзорот на изградбата на автопатите. Шефот на организиран криминал Абази и министерот Спасовски си ја префрлаа топката кој е надлежен да отвори истрага. Јавниот обвинител вели дека полицијата е надлежна да пријави, а Спасовски пак потенцира дека тоа е работа на обвинителството. Истрагата според Законот за кривична постапка ја води јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи е тука да ги спроведе сите активности кои што ги имаме. Меѓутоа ние секако дека покрај наредбите кои што ги добиваме од јавното обвинителство прибираме и други податоци информации. Освен што двајцата се на иста линија и сметаат дека засега не постојат индиции на сторени кривични дела, Ислам Абази посочува дека обвинителството гони сторители, а за нивно откривање се надлежни други институции. Напоменуваме дека обвинителството е орган во чија надлежност е прогонот на сторителите на кривичните дела, додека надлежни за откривање на истите се други институции. Во оваа насока сакаме да ви укажеме дека инструментот подопрен глас, како еден од трите инструменти врз основа на кои обвинителството може да отвори постапка, се користи во исклучителни случаи. Односно, кога доказите за постоење на кривично дело се очигледни, а претходно нема соодветна реакција од институциите во чија надлежност е откривање на кривичните дела. Премиерот пак се изема од одговорност, вели дека ако имало неправилности, институциите требало да постапат. Дали покрај сите укажувања, скандали, не побарате да се направи ревизија за изборот на надзор за компаниите кои ги соопшти вице-премиерот Артан Груби, и дали ве со ова неодговарање, се уште не постапување, докажувате дека сте негов заштитник, заложник, како сакате? Сите документи во однос на надзорот се достапни преку Бирото за јавни набавки, бидејќи се е водено согласно со законот донесен за изградбата на овие автопатски делници и врз основа на работата на задолжени институции во државата. Повеќе од 2 недели земјава е треса наводна корупција за надзор на изградба на автопати за кои се одвоени вртоглави 22 милиони од државната каса. Иако власт уверуваше дека надзорот ќе го вршат странски реномирани фирми, сепак порталот 360 обелодени дека станува збор за македонски фирми, од која едната шиела долна облека, а другата се поврзува со лице кое е барано со меѓународна потерница во Ерменија. Хонорарите за надзорот чинат 300.000 евра по лице, а повеќето од нив се со македонско потекло. Првично власта рече дека изградбата ќе чини 1 милиарда и 300.000 евра, за потоа да се испостави дека во таа сума воопшто не е предвидена ниту експроприацијата, која што допрва треба да следи.